Добро вечер, почитувани гледачи. Четврток, вообичаен термин за емисијата Под лупа со нова тема, но еден мој гостин кој што е често во мојата емисија и тоа со причина и повод, секогаш имаме за што да разговараме. Добро вечер за господинот Горан Устојановски, капетан во Охридската капетанија. Добро вечер, добро вечер. Благодарам за вашето гостување и покрај тоа што навистина имате голем број обврски, стигнавте навреме да реализираме и ова емисија на Лупа. Така е, понекогаш се случува и да бидеме земени со некои обврски на кои што не можеме да предвидиме како ќе се одвива нивната реализација, меѓутоа сепак ќе успееме да ги начнеме некои најактуелни теми од бродарството и од наутиката, кои што поготово сега во припремен период пред сезона се актуелни за сите нас. Господин Стојановски, работата на Охридската капеданија секогаш некако се врзува за летниот период, но тоа не значи дека вие мирувате и во овој зимски период, значи активно се подготвувате за се она што следува. Кои активности, кои работи, кои проекти се сега вака во овој период актуелни? Секако да, капетанијата работи преку целата година, бидејќи кај нас природата на работата е таква да немаме отворена и затворена сезона за пловидба, бидејќи некаде во светот, поготово во посеверните краеви на Европа, Азија и Америка, Канада, нели, постои летна и зимска сезона, односно отворена навигација и затворена навигација, кај нас тоа го немаме, постојано имаме дозвола за пловидба на сите пловни објекти со посебен интензитет нормално во пролетните и летните месеци и нормално раната есен, додека останатиот период е некој припремен период кога работите се движат во некоја административна, да кажам, рамка и многу не се и видливи за самата јавност, односно нема видливи активности на терен. Меѓутоа, тоа не значи дека припремните активности не се во полнек. Припремните активности се одвиваат според планираното. Во овој момент имаме неколку актуелни проекти кои што наново мора да ги спроведуваме, односно нови сосема проекти и оние кои што нормално се за ова и следните години за одржување од она што е претходно сработено. Тука би ги навел обележувањето на пловниот пат и обележувањето, тоест одржувањето на сигнализацијата на брег и во вода. Тоа е еден проект кој што понатака ќе мора да се одржува, ќе мора минимум да се одржува и да се надградува. Сите оние бови и знаци кои што се ставени да бидат во една да кажеме исправна добра состојба со оглед дека зимава од разни ветришта и така натака, некои од нив нормално претрпеа одредени ситни оштетувања кои што се поправаат, меѓутоа некои од нив претрпеа и трајни оштетувања во смисла дека несовесни граѓани почнаа и да ги крадат. Значи таква појава имаме. Имаме, да. Денеска беше реагирано со еден специјален допис и до Министерство за внатрешни работи со спецификација на сите оние знаци кои што на еден начин од брегот ни фалат и апел до сите граѓани да не се впуштаат во такви недолични и во, да кажам, непримерни однесувања, бидејќи знакот е ставен, тој служи за информација за безбедност на некој. А зашто би им служел на граѓаните? Па, зашто би им служел? Би им служел веројатно нешто за дома да покријат или да го дадат во отпад, па да земат 100 денари, 150 денари, а тоа не сваќаат дека тоа може да чини глава и живот за некој што е во вода, во езеро. Меѓутоа, ајде да се надеваме дека тие се некои, да кажам, жалосно е што уште преживуваме такви болести, особено кај во општествената свест кај определен број на луѓе, меѓутоа се надеваме дека и тоа ќе го надминеме еднаш. Како се покажа, значи, поставувањето на овие знаци? Колку се подобри водениот сообраќај и безбедноста во езерото? Претходната година го видовме ефектот и покрај тоа што, да речам, бовите, односно сигнализацијата во вода, беше ставена некаде во средината на летната сезона, меѓутоа луѓето многу брзо навикнаа да ја почитуваат. Што значи тоа? Со мали определени сугестии кои што беа давани од наши лица во каналот Билјани извори, бидејќи таму е најголема концентрација на пловни објекти кои што влегуваат и излегуваат, нели, ноќеваат во каналот. На сопствениците им беше сугерирано на кој начин да се однесуваат и да ја почитуваат сигнализацијата. И можам да речем, па и лани го пласиравме тој факт дека 80% од луѓето, од сопствениците, од наутичарите, веднаш влегува во штосот, така речено, и веднаш почнаа многу одговорно да се однесуваат кон самата сигнализација, односно да ја почитуваат. На некој мораше да им се укажува повтор пат и трет пат, меѓутоа сите најмногу мал беше бројот на некои што, да речем, и покрај тоа дрско повторно нарушуваа некои од правилата. Се на се како за една пионерска, како за прва година и, да речем, една експериментална година,
задоволителни бе резултатите и за оваа година сметаме дека ќе имаме уште подобри резултати со оглед дека сите наутичари веќе ја сватија смислата на обележувањето, дека и во вода мора да има определено обележување кое што мора да се почитува. Припремаме во моментов, вршиме дизајнирање на еден рекламен материјал, односно флаер кој што ќе биде делен на сите наши учесници, односно учесници во натрешна пловидба, наутичари, секој на кој што на еден начин е поврзан со езерото и водата. Истиот тој ќе биде пласиран и по електронска форма, така што мислиме дека информацијата ќе ја распространиме малку и повеќе од лани. Така. Значи многу е важно да се информирани правилно и навремено граѓаните, за да можат да ги спочитуваат сите правила и прописи. Апсолутно. Малку беше можеби еден период така мала анархија во езерото, но сега треба да се навикнат на ред. Не сме да има анархија, бидејќи и тој сообраќај и подлежи кон правила и прописи како и останатите, како железничкиот, патниот, авионскиот и така натака, и не смееме да го занемаруваме. Иако во Охридското езеро немаме големи пловни единици, односно немаме товарен сообраќај, немаме огромни патнички бродови, меѓутоа подеднакво опасни се и глисерите, опасни се и скутерите, опасни се на крајот на криштата и едно старо кајче без опрема е еднакво опасно како и секоја друга една опасност која што го демне наутичарот. Так. И мора да се калкулира секогаш на таа определена опасност. Рековте ќе надградувате и понатаму, значи ќе воведувате, претпоставам и на други точки во езерото вакви знаци. Каде се на друго место планирате да се поставуваат, на кој потек? Знаците како фонд на знаци, односно една определена бројка се ставени и мислам дека сега и за оваа година се во некоја оптимална бројка и оптимална содржина. Меѓутоа тоа е на жива материја и таа се менува спрема потребите. Она што треба да претрпи определени промени кон подобро е сигнализацијата во вода, односно бовите, од кои што денеска 9 се светлечки, треба да уште определен број, односно уште барем дупло, да станат светлечки, односно да се постават сигнални светла уште на 9 од бовите. Планираме барем едно преку друго да секоја втора бова биде светлечка. Тоа не е ништо непознато, бидејќи самите бови и во пловидбата, по реките, како што ќе видите, определени езера, секоја бова се именува како светлечка и несветлечка. Така што за оваа година мислиме дека ќе ги набавиме и останатите сигнални светла, кои што ќе бидат поставени и од потегот од Радожда па се до Светинаум ќе имаме секоја втора несветлечка, односно секоја втора светлечка бова. Така. Тоа е еден начин да тие станат повидливи навечер. Имаме ли ние сообраќај ноќе во езерото или сообраќај ноќе во езерото претходниве, значи 2 години е редуциран со една одлука на влада која што вели дека од безбедносни причини се забранува пловидбата навечер. Меѓутоа определен интензитет, велиме тоа е само за малите кајчиња кои што не носат определена сигнализација и така натака. Ќе видиме за оваа година, во припремни фази сме, дали таа одлука малку ќе ја редуцираме, односно ќе направиме определено отпуштање или проширување на рамките на тоа ограничување во пловидбата. Доколку имаме добра сигнализација, може тука да имаме Дефинитивно, бидејќи како што реков и самите бови се светлечки и на нив е дури и поставена и рефлектирачка материја, тоест не рефлектирачка, туку флуоресцентна, која што е и само светлечка и рефлектирачка, така што нивната видливост и во ноќни часови е одлична. Колкав е интересот кај охриѓани, а и кај другите граѓани од државава за добивање дозвола за пловен објект? Без разлика дали станува збор за чамец или за некој поголем пловен објект? Интересот е горе-долу константен. Ние во моментов се испитот за управувачи на чамец, а и испитот кој што го спремаме за воиднина, јас накнадно дополнително јавноста ќе информирам за професионалните звања, за вршители тоест носители на звања за членови на екипаж на брод, се одвива електронски. Тука се намали тука малку интересот како да подспласна, меѓутоа доаѓаат нови генерации, созреваат нови деца кои што полнат по 18 години, кои што сакаат да имаат и кои што сакаат да имаат еден таков вид на дозвола, и тоа е процес кој што мора да трае. Сертифицирањето мора да оди понатака. Колку да се процедурите, да речеме, построги и во нашиот сектор, гледаме и веројатно и за возачките дозволи, доаѓаат нови генерации на кои што тоа им е потребно. А секој едно
секоја една измена во поглед на зголемување на безбедноста, зголемување на квантумот на знаења за определена лиценца не е на штета на самиот кандидат. Тоа не треба да се сваќа никако така. Колку е понепристрасно, колку е пообемно, колку е поиздржано, толку е поголема веројатноста да кандидатот располага со определен фонд на знаење, кој што во определена кризна ситуација ќе може да спаси живот или да избегне некаква несреќа која што, знаете, може да доведе и до трајни последици, разен Толку се затекне интензитет. лице без дозвола да вози пловен објект, што тогаш? Лице затекнато да вози без пловен објект може да биде, тоест ќе биде казнето, и казната се движи од 300 до 500 евра, Така што, а полагањето, морам да го нагласам ова, значи казната е од 300 до 500 евра, меѓутоа полагањето е само 1000 денари. И тука секој мора да направи калкулација на исплатливо што му се исплаќа повеќе. Так. Дали 30 полагања, односно 30.000 или 1000 денари и да си полага испит. Значи тоа е материјалниот аспект, а моралниот е сосема нешто друго. Моралниот е нешто друго и секој мора да биде свесен за себе, бидејќи знаењето прво не е нити за инспекторот, знаењето не е нити за некаква институција, туку знаењето е лично за оној што управува со пловен објект и нормално ужива во пловниот објект, си вози својата фамилија, своите најблиски, така што знаењето е многу важно за самиот кандидат. Така. Сега за да се спроведе ред, мора да имате доволно инспекциски служби, да имате пловни објекти. Располагате ли со сето тоа? Знам дека требаше да набавите уште некој пловен објект. До каде е таа процедура? Така е. Ние засега и човечки, и тоест кадровски и материјално бевме на некој неопходен минимум за извршување на врските. Многу често се надополнуваме со Министерство за внатрешни работи, со Езерска полиција, со кој што имаме брилјантна соработка. Секогаш сме имале, верувам ќе имаме. Ние сме слични институции. Меѓутоа, според програмата за работа на владата, ние имаме еден проект за набавка на 2 патролни бродчиња, односно на 2 патролни чамци. И не случајно се дефинирани и специфицирани како мобилни пловила, да бидат лесни за експлоатација, односно барем едно од нив да можеме лесно со помош на 2 инспектори кои што најчесто одат во контрола да може да го превезат со автомобилите кои што ги имаме до Преспа, до Дојран или на вештачките акумулации како би ја зголемиле контролата и таму. Значи за оваа година имаме набавка на еден таков пловен објект. Оваа година еден, следната уште еден така ни е во планот. И сметаме дека сосема оправдано е да некаде околу, ајде да кажеме, максимум втора половина на мај дека ќе го имаме веќе набавено. Исто тоа отприлика ќе се задоволат потребите? Или има уште потреба? Потреба секогаш има. Нас ако не прашате колку, ние многу сакаме. И секогаш уште и посовремено и повеќе, меѓутоа повторно велам и засега бевме на некој неопходен минимум, сега сме едно скалило, ќе бидеме погоре. А патролите како се одвиваат? Секојдневно, повремено, во зависно од периодот на годината? Патролите се секојдневно. Да. Секојдневно, повторно велам, во зависност од периодот од годината, од да речеме 1 мај, па натака, секојдневно. Да. Нашата политика, ја секогаш кажувам дека контролиран е и ќе биде секој ден. И тоа не е класична контрола, ние во некои услови правиме, значи класична контрола, проверуваме документи и опрема и правилата на возење дали ги почитуваат, меѓутоа во следните денови истиот учесник во пловидбата затекнат. Нормално од наша страна е секогаш испочитуван и поздравен со цел да знае дека ние секогаш сме тука некаде околу него, не само за спроведување на правила и прописи, но и за помош. И за арно и за лошо. Така е. Да. Некако секогаш она што ни е како визија за иднината го темелиме врз некои податоци, параметри што ги имаме од минатото. Конкретно, значи претпоставувам и вас минатата летна сезона, вие некој репер, што треба да подобрите, а што пак да остане онака како што било за нареднава сезона. Колку сте задоволни од безбедносен аспект, од тоа како вашите инспекциски служби може да се справат со сето тоа што се одвиваше во езерото и од ред други работи од минатово лето, и што имате намера да подобрувате во летово кое што доаѓа? Минатото лето и да кажеме, ајде, 1 до 2 лета пред него,
бе еден добар репер каде сме и каде сакаме да одиме, меѓутоа повторно реков, ако веќе ние го задоволуваме некој неопходен минимум со оние човечки, односно кадровски и технички средства што ги имаме, сега кога ќе бидеме малку појаки на техничка основа, ќе покриваме поголема територија. Што значи тоа? Кога ќе имате 2 или 3 пловни објекти, со по еден инспектор и со по еден помошник на пловниот објект, вие ќе покривате во исто време и Струга, ќе покривате и Градиште, ќе покривате Свети Стефан, а вака со еден пловен објект, се некаде ќе се јави определена непокриеност. Меѓутоа, ние и тоа го правевме. Го правевме за сметка на тоа што целиот ден од утро до вечер беше покриен со наша патрола. Лето е, владеат понекогаш и високи температури и луѓето се изнемоштени, односно и самите инспектори и така натака, така што сега на овој начин мислиме дека ќе имаме поголема ефикасност. Не помала присутност, но поголема ефикасност на терен, поголема продуктивност во работата. Со помали трошоци, а поголеми резултати. Да, во секој случај и така, со ангажирање значи на повеќе инспектори едновремено на различни места. Така. Сега години наназад имавме проблем со скутерите, кои што и со собствениците на тие скутери, кои што знаеја многу често да не ги почитуваат правилата. Минатово лето многу не пишувавме на оваа тема. Тоа значи дека немавте многу проблеми? Среќен сум што немавме проблеми. Иако понекогаш се јавуваат луѓе кои што знаат да го повредат режимот на пловидба, за тој вид на пловила, уште повеќе што предизвикуваат големо незадоволство, но краткотрајно. Излегуваат од на плажа, со голема бучава, со голема брзина и веднаш се враќаат. Често се тешки за откривање, меѓутоа, мислам дека ја свативме поентата и суштината на ограничувањето. Треба да сватиме, Охрид не е море. Охрид е многу помала ограничена површина, на водна површина, тоа е акваторија, и многу место за секакви активности нема, колку и да сакаме. Јас уште првата година кога дојдов на местото капетан на капетанија, направив една иницијатива, се собраа кај мене добар број на собственици на скутери, со кои што го разговаравме проблемот и рековме дека, тоест, нашиот предлог беше да определиме еден простор кој што ќе го дефинираме ние географски на самата акваторија и ќе биде простор на кој што тие ќе можат да ги извршуваат своите рекреативни активности. Меѓутоа, тој простор мора, значи повторно велам јас, мора, и то мора со 3 извичници. Мора да биде настрана од плажите кои што се многу популарни. И го прифатија ли тие тоа како? За жал тогаш не се прифати тоа. Многу жалам за што не се прифати. За тој вид на решение капетанија и нашето министерство секогаш е отворено за договори, за преговарање, бидејќи можеме тоа да го направиме, односно да исцртаме, да дефинираме. И каде би бил тој простор, вака еве? Имате ли некоја визија? Имаме простори од Лабино па све до Костозлобна болница, па понатака до Езерски лози, се ни е слободно. Таму знаете дека тој брег не е масовно посетен од страна на туристи капачи и таму можеме апсолутно да дефинираме просторија, тоест акваторија на која што ќе може да се плови со скутер. Но обично тие што меѓутоа повторно велам се со надеж да е некаде каде што има гужва и да бидат атрактивни за тие што ги гледаат. Мислам дека тоа им е целта. Друго не разбирам во што се состои атрактивноста, уште не сватив. Меѓутоа мора да знаеме дека скутерот е едно крајно опасно средство, иако е нормално денеска многу софистицирано, постојат многу софистицирани како во маневарски способности, така во сила и така натака, меѓутоа повторно велам, крајно е небезбедно да се управува во масовно посетени плажи. Колку да се тие обележани, колку да се и така натака, бидејќи понекогаш лаже. А има луѓе кои што ги изнајмуваат и воопшто не располагаат со рутина и вештини, и тие се најопасните. Дојдено детенце од некаде, имало желба, имало и пари, изнајмило скутер, и сите услови за катастрофа се исполнети. Да, за жал. Да. Искрено ви кажам, мене небезбедни ми се и педалинките, вака гледано на прв поглед, а исто се користат многу на некои од нашите плажи. Се користат многу на нашите плажи и педалината е еден реквизит за забава на вода. Тоа не е пловило. И таа при производство се сертифицира само како тип на пловило, значи како тип на рекреацијско средство,
и во ниедна евиденција не влегува со технички преглед. Значи, нема задолжени за технички преглед, исто како што велосипедиве не се прегледуваат. А многу се прават, за жал, Се прават, незгодни меѓутоа, со јас и во точно се средства. сеќавам и на делот од емисијата кога претходната година учествував во една ваква емисија кај вас, баш кај вас, и кога морав да дадам една блага критика кон сопствениците и издавачите на педалини, бидејќи некои од нив лично и од човечка и од професионална гледна точка оценав дека се многу неодговорни. Имате педалини кои што се лепени, кршени, па лепени и така натака многу пати и не се достојни ни за гледање, камоли за употреба. Повторно апелирам јас и лично кај нив, а ево сега и преку медиум, да ги повлечат од употреба таквите педалини. Но имаше и минатата година и покрај тоа што апелиравме еве и преку нашата емисија, имаше такви, можеше да се забележат на плажите, а еве ќе дојде лето. Ќе дојде лето, повторно ќе веројатно ќе имаме тој проблем, меѓутоа треба да знаат ние сега ево поставена е сигнализацијата на вода. Педалината е средство кое што не треба да излегува надвор од оној простор на кој што е поставен бова, до бовата и назад, со цел да не дојдат во ситуација да си го пресечат курсот со некој побрзите глисери и така натака. Значи тука инспекцијските служби не можат ништо. Тука инспекцијските служби не можат законски да реагираат да ја отстранат педалината. Не може да ја отстранат педалината, меѓутоа не оставаме и да не е реагирано. Секоја една педалина најдена надвор од просторот предвиден за пловидба, ја фатиме, ја влечиме повторно на кај брегот. Голем е проблемот што на таа педалина секогаш се наоѓаат дечиња кои што се во возраста од 13 до кај 17-18 години. А и најчесто се без оние безбедносни некои појаси, значи без никакви други дополнителни појасите треба да бидат кои што може да ги заштитат за некоја не дај Боже ситуација. Да, појасите треба да бидат нудени од самите издавачи. Мора да бидат нудени. Меѓутоа и да ќе ги понудат корисниците ќе ги стават па горе. Да. Горе ги вадат и тоа е, мака да речеме, малку една релативна работа. Не секогаш 100% можете да го изрегулирате. Така е. Да, мора да се поработи на тоа. Мора да биде совеста голема, особено што се работи за клиентела со една деловна, со немање деловна способност на дечиња под 18 години, на кој што не може да се реагира ни казнено, ни поинаку. А што е со сопствениците на глисерите? И тие знаат да направат една бука во езерото во летниот период? Современите пловила се произведуваат по современи стандарди и најголем број од нив се пловила кои што не произведуваат голема бука. Не произведуваат, односно произведувањето на бука е во склад со некои европски норми за производство на тој тип на мотори и пловила. Основниот проблем кај тој тип на пловила и сопственици го имаме околу непочитувањето порано на дистанцата, односно растојанието од брегот. Глисираат преблиску до брегот и така натака, меѓутоа кажав и јас дури и ги пофалив, 80% од нив лани веднаш влегува во таа шема, да, испочитува и видува дека колку е поубаво кога ќе глисирате, а сте горе некаде поотворено, помал ви е стресот и самите вие како управувач на тој пловен објект и нормално безбедноста е поголема за сите. Така што немам јас големи замерки во однос на тоа, инцидентни случаи секогаш ќе има. Некој не испазил крајно, некој понекогаш ето не бил навикнат на сигнализацијата, па сосема несвесно направил некаков прекршок, затоа сме ние тука да го предупредиме, да го поднаучиме, да му сугерираме. Тоа и го чиниме. Повторно можам да кажам дека јас лично и наша инспекторска служба е во голема мера задоволна од однесувањето на сопствениците на тој тип на пловни објекти. Се надевам дека тоа задоволство ќе ве држи наредно во лето. Сега малку ќе ве одморам со една пауза за реклами. Приватна здравствена установа Захариевски. Нов 4D ултразвук. Прегледи за трудници. Гинеколошки прегледи. Прегледи на дојка. Инвитро оплодувања. Сите испитувања на едно место. Остварете ги вашите посакувања. Добре дојдени сте.
традиција и квалитет. Преку 50 годишно искуство. Житолеп Охрид. Житолеп Охрид ви нуди широка палета на производи од сопствено производство. Житолеп Охрид. Господин Јустијановски, не би биле фер ако не прозборуваме малку и за пловните објекти кои што се најголеми, тоа се бродовите. Значи имаме 5 во нашето езеро, во каква состојба се наоѓаат и како се одвива сообраќајот со овие пловни објекти? Да, носители на, да кажеме, на тој транспорт по вода се секако комерцијалните пловни објекти, кои што може да се поделат во две категории, комерцијални, односно чамци за стопански потреби и бродови, односно категорија чамец, категорија брод. Со нив ситуацијата е релативно константна. Таму тие бродови си имаат професионални членови на екипаж кои што секогаш на највисоко можно ниво се грижат за своите пловила. Таму грижата не подразбира само грижа заради рекреативни потреби, туку таму владеат и други правила. Не само на градба на самите бродови, таму владеат други правила и за нивно прегледување, за нивно контролирање. Си важат други правила многу пообемни, многу потешки за одржување на самите бродови. Можем да речем владее на константно добра ситуација, сите се тие во една одлична кондиција. Иако некои од нив, да речеме, имаме со некој по-стар датум на производство, меѓутоа тоа не значи дека се во некаква по-лоша состојба за пловидба, односно на вистина ние на нашето езеро имаме бродови кои што нормално со кои што вреди да се пофалиме на кој начин се чуваат и одржуваат. Така. Дали имаме градба на нови пловни објекти? Градба на нови пловни објекти имаме и повторно таа градба на пловни објекти може да се подели во две категории, градба на чамци и градба на бродови. Нормално, кај чамците е малку Пред една година можевме да забележиме во каналот нешто дека се случува. Се градеше еден брод, така барем нам ни изгледаше на минувачите. Дали имаме ние овде услови за градба на такви големи пловни објекти? Услови за градба на пловни објекти овде е, значи, релативно комплицирано прашање. Немаме конкретно бродоградилиште, меѓутоа во определени моменти, во определени услови може да се изгради брод, така беше случајот со бродот Александрија 2, кој што е прв изграден комерцијален брод на Охридското езеро, за кој што беше направен специјален навоз, односно беше направено едно своевидно времено бродоградилиште. Имаме стручни луѓе кои што може да го направат тоа? Стручни луѓе, бродот гледано во целост е метална конструкција. Ние имаме луѓе кои што изготвен проект од страна на бродоградежни кадри може да го реализираат во дел, односно тој проект да го преточат во одредено конструктивно, односно во метална конструкција. Така што во секој случај проектанти ние во Македонија немаме, бродоградежни инженери, меѓутоа имаме луѓе кои што готов проект подготвен повторно велам од бродоградежен инженер може да го преточат во конкретно дело. Тука се машинските инженери, тука се електроинженерите, тука се квалификуваните работници од техничари, односно заварувачи и така натаму. Така да
некаков брод за 150-200 луѓе во Охрид може да се изведе, нормално со определени потешкоти, но не е нереално во секој случај. Инаку кај чамците имаше определени случаи на градба. Сега тие правила се подобрени, односно малку се подефинирани процедурите како се гради определен пловен објект, чамец. И за чамец, да градба на чамец потребен е проект. Од проектот произлегуваат сите математички, односно се применуваат математички и физички методи околу определување на неговата дебелина на зидови на лимот, за силината на мотори, начинот на поставување на инсталациите, определувањето на стабилноста и стабилитетот на самиот пловен објект на чамецот. И кога веќе ќе имате еден таков подготвен проект, следи една реализација, со мудро следење и анализирање на тој проект може да се изведе еден чамец, кој што после тоа се запишува во капетанија, но само доколку е направен во склад со проектот. Надзорот го врши капетанија, наши инженери, кои што дословно, буквално ја следат секоја скица од проектот и споредуваат дали е тоа изградено на како што треба. Има случаи кои што како првенци за градење на некои такви пловни објекти се изградени во идеална состојба, односно идеални примероци кои што стварно покажуваат дека имаме многу талентиран народ. Сега имавте вие една идеја да се брендира охридското кајче, како што го нарекуваме, затоа што има некои специфики во однос на другите чамци, да се изготви еден проект и тој да биде онај урнек по кој што ќе се прават и другите. Што се направи? До каде е тоа? Материјалите се на хартија изготвени. Не ги изготви наш пријател, голем обожавател на Охрид и, ајде да кажем, голем фан на нашиот град и тоа за нас ете го направи наш колега од Србија. Меѓутоа сето тоа сега мораме да го преточиме и само во една законска рамка, односно да го ставиме во една законска рамка да кога се гради Охридски чамец се добива еден таков проект од капетанија, капетанијата врши надзор и тој чамец ќе биде многу лесно после регистриран како таков и нормално ќе биде и побезбеден, попресметан, физички поиздржан и така натаму. И ќе знаете вие какво е пловилото. Значи ќе имате некакви сознанија претходни. Ако изградите еден чамец кој што е направен врз база на издржан проект, а тој издржан проект што подразбира пресметана математичка и физички експериментално стабилност, дебелината на оплатата, која сила на мотор, какви инсталации, тогаш имате еден навистина безбеден чамец и ние тоа ќе го направиме и покрај тоа што определен фонд на чамци кои што порано се граделе, ете останале такви какви што се, ние не можеме да ги сврлиме до употреба, меѓутоа со определени ограничувања и модификации можеме да ја подигнуваме нивната безбедност. Така. И сега ме интересира дали има електронски методи за наблюдување на езерото, значи што се случува во езерото. Требаше од минатата година имавте еден проект да се воведат радари, но што не се реализира заради некои технички причини. Дали годинава да очекуваме да се реализира овој проект? Дефинитивно, да се очекува дека ќе го реализираме со оглед на тоа дека лани според планот за работа на капетанија, проектот беше ставен некаде во периодот после септември месец. Меѓутоа, како што течеше јавната набавка, се појави еден технички проблем од страна на еден од понудувачите, кој што беше така и најсериозен, меѓутоа грешка на определени документи и јавната набавка мораше да биде стопирана ради процедурални причини нормално. Меѓутоа дојде и новата година, така што тој проект ќе го реализираме во првава половина на 2016 година. Така што сега веќе почнуваме да се занимаваме со тоа, ќе се има следна јавна објава, ќе бидат поставени, односно се планира да бидат поставени 2 радари. И многу ќе ви се олесни работата. Ќе ни се олесни работата, меѓутоа тоа ќе биде една позитивна работа не само за нас. Претпоставувам дека тоа ќе биде многу интересна една метода на наблюдување и за МВР и така што две сродни институции ќе контролираме на еден вака малку пософистициран начин. Значи, така. Господин Стојановски, каква е состојбата со пристаништата? Значи имаме едно пристаниште овде во градот, а имаме и едно Светинаум. Значи во која состојба се наоѓаат? Знам дека вршевте некои зафати на пристаништето од Светинаум, бидејќи малку беше руинирано.
дали сега се во една поволна состојба и дали може тука на нив да се укотвуваат пловните објекти? Да, пристаништата се во една релативно добра кондиција со оглед дека самиот док, односно насипот од камења, колците, па зиданиот дел е во добра кондиција со одржување во самата внатрешност, односно во водата, во самото пристаниште, со за добивање на поголема длабочина, се врши зголемување за неговата, да речем, мобилност, односно за обемот за прифаќање на пловни објекти. Се изврши копање на пристаништето во Свети Наум, во Охрид, меѓутоа тоа е една жива материја која што мора да се повтора, да се повторува. За ова сезона најверојатно нема да преземеме такви мерки, меѓутоа за таа друга таму сезона ќе биде интервенирано повторно во Охридското и во Светинаумското пристаниште со чистење на нанос и од едното и од другото. Во Светинаум се направи санација на јужниот кејски зид, кој што беше заради определена ерозија оштетен. Со предпријатието и голема благодарност до нив, јавно предпријатие Нискоградба, заедно со нив извршивме санација, која што мислам дека е толку квалитетно направена да ќе биде еднаш за век да немаме повеќе ерозија и свлекување на земја под тој сам кејски зид. Сега, каква е состојбата на другите водени ресурси низ држава, бидејќи капитанијата има и таму ингеренции? Состојбата е следна. Огромен подем и развој на пловидба, на помали пловни единици, на чамци, нормално метални, моторни чамци, па и глисери. Имаме на Козјак и на Тиквешко езеро. Радува тоа што наутиката станува се попопуларна. На Тиквешко езеро имаме соработка со Министерство за внатрешни работи, кој што има таму стационирано еден пловен објект. И со него се вршат тие контроли. Сега ќе имаме и ние еден мобилен пловен објект, кој што ќе можеме, кога ќе мислиме да го носиме на тие акумулации, и автоматски ќе биде воспоставен на поголемо, повисоко ниво на безбедност и поголем обем на контрола. Преспанско езеро е атрактивно само на лето и то само од плажите Стејње и Претор. Сметаме дека не е во оние пловни води, односно акватории кои што се ризични за пловидба, нема огромен интензитет на пловидба. Дојранското езеро исто така застапено со мали пловни единици, во главном за рекреативен риболов. Така, значи сепак Охридското езеро како најголем еден воден ресурс е и најзахтевно и тука сте сконцентрирани. Тука сме сконцентрирани, бидејќи Охрид е така и еден носител и на туризмот и на наутиката во Македонија. Тука сме најмногу сконцентрирани, меѓутоа не ги запоставуваме и останатите. Ви кажав дека навистина фреквенцијата на движење по Тиквешко и по Козјак е голема. Така. Сега за самиот крај на емисијата едно прашање кое е неминовно треба да ви го поставам, а тоа е изградбата на марината, која што сите толку време ја очекуваме и толку е веќе најавувана. Некако се поизвестно можеби станува тоа реализирање на еден ваков голем капитален проект, бидејќи веќе конкурсот е распишан и треба да се најде најдоброто идејно решение. Ваш еден став, знам дека немате директни некои ингеренции, но сепак, што мислите, сме разговарале на оваа тема повеќе пати, но еве колку вас како Охридска капитанија ќе ви се олесни со изградбата на една марина, ама по сите стандарди? Да, добар дел од мојов одговор веќе го кажавте. Во моментов е отворен конкурсот за доставување на идејни решенија, кои што ќе бидат, да речеме, архитектурно дизајнирани на еден таков начин, креирани креативни решенија за градба на марина и кај Охридското пристаниште и пред каналот Пилјани извори, значи непосредно над плажата која што ја користи Арама во овој момент на полицијата. И тоа се две локации за кои што се бара идејно решение. Отпосле ќе се анализира која е подобра, која има повеќе аргументи за, која повеќе аргументи против. Јас очекувам навистина според она што го имам како сознание, колку архитекти од Македонија со помош и на своји странски колеги и така натака се ангажирани на пронаоѓање на добро идејно решение за овие локации. Значи толку сум, да кажам, среќен бидејќи ќе имаме од што да одбираме. Повторно реков,
Ке бидете ли вклучени при изборот на најдобро идејно решение или консултирани во најмала рака? Верувам дека да, бидејќи ќе постои една комисија која што ќе направи избор на идејно решение за марината. Јас би причекал, значи рокот беше до 29 јануари, меѓутоа малку се пролонгира, се даде уште малку простор. Видете, овие се решенија кои што не бараат брзање, односно Трајни, не смеат да се брза, бидејќи изготвувањето на идејно решение е производ на малку и на имагинација на самиот автор. И колку е тој заробен во некои тесни временски рамки, му ја пригушувате неговата представа, односно фантазија. Ајде да кажеме на еден таков начин. Така што одлично е тоа што се пролонгира малку рокот. Треба да брзаме полека, нели? Според старата поговорка. На 12 февруари треба да биде затворен конкурсот, да видиме се што ќе имаме на маса, а после верувам дека ќе има една навистина широка дебата околу моделот и она идејно решение кое што ето во иднина би требало да се реализира. Сепак би причекали да видиме што се ќе дојде од страна на креативните луѓе, односно на архитектите. А ваш став околу изградбата на малата марина кај наспроти Хотел Палас, која што ја најави локалната, значи реализација на еден ваков проект, всушност тоа не според локалната, значи како што образложи после тоа, нема да биде марина, туку ќе биде некое како мини пристаниште за некои помали пловни објекти. Да, баш така. Јас веднаш по презентацијата на тој проект, веднаш ми беше јасно дека тој проект ќе биде едно место, да наречам така, не е класично сидриште, меѓутоа ќе биде место на кое што привремено во текот на денот на дневна основа може да се врзат некои пловни објекти кои што се заинтересирани, чии собственици и рекреативци се заинтересирани да одат до градот, да се вратат. Утре ако на старото пристаниште имаме ресторан, ќе можат да бидат гости на тој ресторан и од тука со своето пловило да се вратат во марината која што, ајде условно речено, во иднина ќе имаме или во каналот. Значи тоа место не ги исполнува условите за една класична марина и јас мислам дека и од самиот цртеж тоа беше јасно видливо. Добро се доби, мислам, некоја поинаква слика кај некои граѓани, имаше некоја заблуда околу тоа, но мислам дека се разрешија дилемите. Се разрешија дилемите и одлично што се разрешија, бидејќи не треба човек да е научник за да процени дека тоа е едно место на кое што вие ни во обем немате простор, немате да соберете огромен број на пловни објекти. Да, јас ја поздравувам идејата да тој простор таму се облагороди на еден таков начин. А што ќе значи за собраќајот, значи за водениот собраќај? За водениот собраќај ќе значи поголема не. Ќе значи една поголема слобода и една поголема отвореност на душата на нешто пловат. Да имате можност да застанете овде, потаму, Светинаум или на разни места. Колку што имате повеќе можности, се зголемува атракцијата на просторот. И ние ќе видите дека во иднина, можеби на некој, ајде, не краток, но среден рок, ќе имаме потреба за градба на некоја следна помала марина, кај Пештани, кај Трпејца, во Струга и така натака. Времето ќе го наметне тоа. Да го решиме прво големиот проблем, сега централна, голема, се опфатна, а после нормално, повторно велам, времето ќе го наметне и тоа прашање. Така, ќе се отварат потоа и други видици и други можности. Ви благодарам за ова учество во емисијата Под лупа. Времето, веќе ни истече за нашиот разговор. До некоја наша наредна средба, претпоставам дека ќе се видиме повторно некаде пред почетокот на летото. Така, би било оптимално. Тогаш така. Сега сакав да направиме на подготовка за периодот кој што следува и да покажеме дека и во овој период Охридската капетанија е активна, дека имате работи кои што треба да се завршат и во зимскиот период за да бидеме подготвени за налето. Апсолутно, добро е што така направивме. Јас мислам дека пред почетокот на летната сезона ќе имаме навистина доста материјал над кој што ќе можеме да елаборираме и да ја информираме јавноста. Ние сме тука отворени секогаш за соработка, ние сме пред секогаш не испуштам да кажам дека сме пред се пријатели на наутичарите. Ние секогаш сме тие кои што ќе им сугерираме, ќе им помагаме, ќе едуцираме за општото добро на сите нас. Бидејќи Охрид нема алтернатива, Охрид мора да биде и безбеден, Охрид мора да биде алтернативен, а ние како
фанатични љубители на Охрид, немаме друг Треба избор. тоа да го Немаме овозможиме. друг избор. Да, така. Така И е. да не чекаме 5 до 12, значи некога ќе веќе во очи на летната сезона, па тоаш да Апсолутно. разговараме, да бараме решенија, туку уште сега, кога има време за се, да се седне да се поразговара, да се види каде и како стојат работите, за да имаме што помалку проблеми. Дефинитивно. Така, јас им посакувам на сите успешна летна сезона, добра подготвителна сезона. Сега сите кои што имаат било каква дилема и прашање, капетанија им е на располагање во било каков облик да дојдат кај нас. Така. Благодарам уште еднаш за учествие. И вас ви благодарам. Фала.